Браво ти, благодарам што прифати да бидеш наш соговорник за прв пат во Хајп Македонија пред нашите екрани. Кажи ми за почеток како си, гледам дека си фул со настапи. Да, пред се здраво и на вас. Благодарам што еве на вашата покана за добри луѓе секогаш има и не мислам никогаш не би одбил, така да во соработка со добри луѓе секогаш има и успеси и нема одбивање. Гледам дека многу настапуваш периодов. Како го стигнуваш? Гледав вчера некое видео од Штипли, од каде беше тоа? Па вака, види, јас па не периодот, ние сме буквално нон-стоп сме ние на настапи, така да супер е, слава му на Бога, супер е. Нека дава, пред се ќе кажам, Господ нека ни дава здравје и да можеме да ги истераме, а така да во право сте малце сега пред Нова година сме малку баш сме секој ден. Така да вчера бевме шти, беше навистина прекрасно. Неодамно објави една прекрасна балада, која е многу добра и за слушање. Кажи ми, беше ли тешко да се направи еден таков хит? Предпоставувам дека ќе биде и е веки хит. Па вака. Која е целата приказна? Па види, целата приказна, тоа е во последно време, пак ќе кажам, еве сум кажал веќе на други интервјуа, сум кажал дека тоа во последно време работиме со Лазар и Соена, песните ги работиме на лице место, се собираме, Лазар веќе некое демо од прилика има, тука свири и директно снимаме као демо снимка, а во целина на сето тоа е на што велат, нели, јаготката ја става е на буквално она во на лице место го прави текст. Тоа е Божја дарба. Не може секој, тоа е единствена во Македонија. Па не во Македонија, единствена во Европа, кој што може навистина во моментот да напише такво нешто. На некого му треба, ај добро, и ќе кажам, можеби нека треба малку подолго време да се напише текст, али за да направиш таков текст во моментот, тоа е навистина дарба. Така. Мислам дека песната брои повеќе од 100.000 прегледи за кратко време. Па да, баш сега пред малку проверив, не верував дека има 100.000, од прилика така нешто знаев, ама 125.000 баш пред малку проверив, така да види, јас сум научен малку и на подобра гледаност, али како и да е, во последно време србите утепа на нашиот пазар, свет цело време се србите, така да пак сум и искрено сум задоволен од песнава, иако знае да биде и подобро, но во секој случај сум задоволен, добро е, нека продолжи така. Најдобро од сето тоа е што песната е бара. Кади на настапувам, па ми ја бара 10 пати ако не ти мрз да ја пееш. Се слуша дека пееш од душа. Дали е посветена на некој таа песна? Па песна, види, јас сум 90% од песните, да не кажам сите, ајде не се сите, дефинитивно не се сите, има некојаш мелодија многу ми се допаѓа или битот многу ми се допаѓа. Не сум обранал внимание на текст али во целина на сето тоа навистина 90% во песната ако не се пронајде не ни пеа. Така. Неодамна се случи премиера на еден интересен филм со патриотски песни во твоја изведба. Да. Ќе ми кажеш ли нешто повеќе околу тој проект? Вака, види, тоа е една моја идеја, мислам, ајде да не кажам само моја идеја, тука сме ние нели како бенд, тоа е веќе од поодамна и ние тоа сакавме да го направиме можда и порано, но проблемот е не верував дека толкова голема организација треба. Тоа е многу голема организација, тоа што си го имам замислено во глава, значи буквално тоа што се вели нели идеја па до реализација, тоа е навистина треба време. Ја мислев тоа дека така, од денаш ки искочи, нели, мислев дека така едноставно, но тука веќе станува збор за
голем дел на екипа, значи од глумци, од статисти, од снимање на неколку дена, веќе не ни памтам колку дена беа, така да студио, различни терени, значи така да, али во секој случај не да сум задоволен, јас сум презадоволен од тој проект, така да јас еве од моје име, од името на бендот сакам на вистина на сите што учествуваат да им се заблагодарам и да им посакам многу здраво. Каде може? Мислам дека веќе е достапна на YouTube. Да, на YouTube платформата, премиерата веќе одеше на телевизија, така да на YouTube еве и доста заинтересираност има и доста гледаност, така да продолжуваме со снимање, работиме се на еден наш најнов проект кој што нема да откријам како ќе се вика, така да работиме на нов проект, бидејќи мора да бидам искрен кога вака на емисија ќе откријам некој проект што ќе планираме да го работиме. Колегите, наши колеги, буквално не знам што е проблемот во тоа кај што они немаат, дали немаат идеи. Значи кажувам што ќе се работи и само гледаш за 15-20 дена веќе тоа ја што го кажувам и го работат други бендови. Така да нема да откријам. Постои ли љубомора на естрадата? Па не. Ли од твоја страна? Па не знам, ја мислам дека како што сме ние и така се и другите, така да не верувам дека постои љубомора. Си работат сите, работиме ние, па види. Немаме ни потреба, никогаш не сум ни размислувал на тоа, да бидам искрен. Затоа што нема ни потреба да размислувам. Тој што работи не се занимава со такви глупости. Тој што не работи може да има љубомора, ама ние што работиме не знам зашто би не сум помислил на тоа. Сакам да се навратам на проектот со патриотските песни. Се шпекулира дека во проектот е вложена огромна сума и сакам да те прашам дали тоа вреди да се направи или ти го правиш од своја душа? Најмногу за своја душа. Дали вреди, па вака види. Ако гледаме во аспект на задоволство, вреди. Ако гледаме во аспект на добивка, пример, финансиска добивка, сите ќе кажат не вреди. Но, еве вака, јас да ве прашам вас, дали вие за кејф, која е цената за кејф? Еве, да ви се направи на вас кејф, дали има цена? Нема цена. Нема цена, затоа што кејфот нема цена. Значи, на нешто можеш да дадеш и 10 денари, на нешто ќе дадеш и 25.000 евра. Битно е како се чувствуваш. Ние, пример, еве, јас и бендот, тука имаме вложено, но пред се ќе се заблагодарам и на нашите спонзори, на нашите генерални спонзори, кои што навистина дадоа максимум, ни помогнаа, не поддржаа максимално. Еве сега гледам и во другите проекти, имаме и автоматски одма луѓе кои што сака да помогнат, така да од срце стварно сакам да се заблагодарам на Хотел Тино од Долкрит, исто така на општината кај што живеам во насел Билинден, кој што навистина не поддржа, така да вреди за наш кеј. Затоа што секогаш кога работиме, нели и работиме ние сите пејачите, работиме и албуми. Не мора да значи дека секоја песна ќе искочи хит. Така да никогаш не знаеме што ќе ни донесе, така да за мене вреди. Во текот на твојата кариера те прати името Energy, така е и твојот бенд Energy бенд, но малкумина, мислам дека малкумина од гледачите знаат дека ти имаш и своја теретана со тоа име. Мислам дека за тоа никогаш нема спорено. Од каде ви е сега оваа информација? Не, тоа вака, тоа не е моја теретана, тоа е теретана на мојата ќерка. Јас ја отворив таа теретана за мојата ќерка, затоа што таа навистина ужива во тоа. Може би јас помогнав нешто финансиски околу тоа. Инаку тоа го правам јас за моите дечиња, наместо да, нели, денешницава е, ако нема што да прави, ќе дреме на телефон, така да јас секогаш практикувам децата да работат, затоа јас кога бев мал многу работев и затоа сакав да ги ставам во тие води од мали да знаат да се снајдат во бизнис. Тоа ми беше едно од прашањата, каков татко си, дали си строг или попушташ, исполнуваш желби?
Па ако ставам во споредба со сопругата, па би рекол дека сум строг. Би рекол дека сум строг, но многу кратко. И уствари вака. Тешко прашање, не сакам ова децава да го гледат тука дека прескипно. Вака. Нели, околу моите дечиња сум строг, затоа што секој родител сака своите деца да ги изнесе на прав пат, така да многу не би рекол дека сум толку многу паметен колку што имам искуство во животот. Секој ден сум на различни свирки, на различни настапи, со различна публика, поготово денешните млади, искрен да бидам, не знаат кај тера, така да многу време трошам и јас и сопругата трошиме на децата да ги воспитаме и фала му на Бога некако го прифаќа тоа, така да ќе видиме. Многу е рано да кажеме, ќерката има 17 години, уште малце, синчево 15, после тоа имаме од 8 и од 3 годинки, така да многу има пред нас да... Гледам дека поголемиот син веќе има некои амбиции кон музиката или грешам? Па вака, да. Дали го поддржуваш во тоа? Дали го поддржувам, јас сум најголема поддршка, затоа што детево има навистина преголем талент. Тоа е... Само јас велам, знаеш како, Господ нека му дава здравие, среќа и мир во душата, така да дечко си има преголем талент. Не дека ми е син сега, па да си го фалам, навистина е еден од нови, млади автори, кај што навистина има добри идеи за компонирање, за стварање нова музика, така да еве сега за мене и за бендот има веќе изработено 4-5 песни, така да еве се работат, се снимаат и ќе видиме публиката како ќе реагира на неговите песни. Браво. Кажи ми, преска на минување, случајно зачув како муабети со пријателите, ми се слушала дека си 18 години во брак или грешка го Точно 18 години во брак, ама тоа ние кога го спомнавме во брак, тоа беше за не знам дали го слуша целиот Не го слушнав, само 18 години во брак. Не, правевме муабет со недругарче сега, мој добар пријател. Збориме колку може гласно да слуша музика. Не ми е проблем, јас можеби 10-15% сум веќе можеби не слушам, не знам точно колку, али како и да е. Зборевме ние на тема околу озвучување. Јас велам дека 18 години во брак, јас дома немав озвучување. Значи профи да пуштиш песни, да се слушаш и конечно после 18 години одвоив да си купам озвучување. Сопругата можеби секоја година по неколку пати, ја бе, што не си купиш, ќе си купам, и конечно после 18 години купам. Која е тајната да се остане успешно толку години во брак? Можеби не се многу, меѓутоа сепак се доволно за да обстанеш така. Тајната. Има ли некоја тајна? Што ги гледаме младиве? Љубовта е тоа е тајната, љубовта, значи трпеливоста, простувањето, значи, но сепак би ја ставил љубовта на прво место. Кажи ми, во добар однос си со твојот многу помлад колега Паја. Да. Гледаме дека ги поддржуваш младите изведувачи. Дали би можеле да очекуваме некој дует, еве, например, со него? Па вака, види, Пајак е едно талентирано дете, но пред се добро, прекрасно човече. Еве, користам прилика да си го поздравам. Веќе 2 песни ми има направено. Сега деновиве веќе ја вадиме и новата песна. Ги поддржувам максимално. Пред се си ги сакам, затоа што има многу малку луѓе, како што кажам, нели, што творат нова музика. Како да не го сакаш тоа дете кога навистина направи прекрасни песни, прекрасни хитови. Значи,
Браво, значи едно големо браво, не само од мое име, тоа не го кажам само од мое име. Го кажам и од името на моите колеги кои што ги познам и еве од моите домашни. Сите премногу си го сакаме дома. Си го сакаме и си го слушаме. Убаво ми е да го слушам. Многу ми е мило ете така што имаме нови млади изведувачи што еве и вие постарите, поискусни колеги ги поддржувате. Ние постарите. Вие поискусните кои. Добро, поискусните, да. Поискусните ги поддржувате и можеби нашата естрада може да се врати на времето кога беше. Зашто нашата естрада е вратена, нашата естрада е на најдобро ниво може. Сега има луѓе што се откажуваат и пак се враќаат. Не знам пример тоа зашто го прават, искрено, али познавам многу бендови, многу мои колеги кои што навистина се на добро ниво и кај што навистина убаво работа. На толков репертуар, на толку испеани песни, забави, претпоставам дека и ти меѓу нив имаш некоја омилена твоја песна. Дали пееш некогаш по дома од душа? Вака јас имам од многу колеги омилени песни, мои песни, ама од многу колеги, буквално еве одберете по ваш избор од некој пејач, јас одмак ќе опеам некоја што ми е така некоја. Еве јас би сакала од најголемата балканска музичка звезда Аца Лукас. Јас мислев ќе кажете од мене. Од Аца Лукас? Од Аца Лукас, да. Опеам, дел песна? Да, дали имаш некоја што се наоѓа на твојот репертоар? Има многу, но еве во моментот имам една песна што секогаш така ми доаѓа на ум. Ми има многу убав почеток. Ако сакате, може да ви отмем. Може. Јас би сакала. И ќе си го поздравам Аца. Така е. Волела си свече да палиш по стану, да вучеш со летне, чак и по дану. Безнадежно, романтична душа. Поздрав до Аца Лукас. Поздрав до Аца Лукас. Георко, ти благодарам многу. Ќе дојдеме на твој настап сигурно. Обавезно да дојдем. Се надевам дека сме добро дојдени. Обавезно, цела телевизија може да дојде. Така. Имаш ли некои желби вака за крај што си ги посакуваш во новата година да се исполнат? Желби што си ги посакувам, па нормално тоа како и секој што би си посакал за себе, јас си посакувам пред се Господ да не благослови со здравје, но сепак не би сакал само на себе, сепак би си го ставил и моето семејство до мене, на моето семејство да ни дадем пред се прво здравје, среќа и мир во душата. Ако тоа го немаме, се ми е џабе. Исто така да им посакам, веќе кога посакувам, сакам да им посакам на сите мои роднини пријатели, буквално на сите луѓе. Многу здравје, среќа и мир во душа. Така. И уште едно прашање за крај, пошто актуелно е деновиве, ги прашуваме сите наши соговорници. Знам дека многу добро стоиш со Лазар. Да. Сте добри пријатели. Интересира твоето мислење за неговата моментална ситуација, што е актуелно со гивалејот. Дали ти го поддржуваш? Вака, види. Сега ме прашаш и се најде. Јас не разбирам што толку многу се фатиле со детето. Па, види, во Македонија све може да ти простат, али успехот никако. Јас само вака ќе му кажам. Лазаров да си продолжи како што знае, затоа што за тоа до тука да стигнеш и кај што е на тоа ниво, тоа треба да си паметен и интелигентен. А они што му љубоморат, па не може да му земат ништо, така да Лазаров е еден и единствен. Така да, што друго да кажам, јас го поддржавам не 100%, 200%. Милиарда процент. Верувам дека ќе му значи. Па не да му значи, тоа е, мислам, што има тука, што направи он лошо? Затоа што сака да сплоти, сака да направи нешто, сака да направи убаво, што направи лошо тука во тоа? Зашто претеруваат? Све само се претерува. Ако нешто е имал успех и одма, ајде, не разбирам. Како и да е. Лазаров продолжи, брато, ти си еден и единствен. Тоа е тоа. Ти благодарам многу на овој разговор и се надевам дека ќе се видиме за брзо. Благодарам да сте ми здрави живи. Јас сум Ѓоко Јовиќ, а вие гледате Хај Македонија.